Затоа изградбата на автопатот Кичев-Охрид државата ќе продолжи да користи кинески пари. Откако се поизвестно е дека речиси 600 милиони евра, колку што досега чини неговата изградба, нема да бидат доволни. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека ако има потреба државата повторно би се задолжила кај кинеската Ексим банка. Од каде би се земеле тие пари? Повторно од кинеската Ексим банка или од Европска? Па најверојатно би се продолжил тој заем, но се уште не сме дошли да размислуваме до тоа, бидејќи ќе дадеме се од себе да не дојде до тоа. Имаме 16 слечишта кои што ги решаваме и во зависност од начинот на конструктивното решавање на тие слечишта, можно е да дојде до зголемување на цената поради тоа што некој неодговорно се однесуваше 7 години во минатото. Дека најверојатно ќе бидат потребни дополнителни средства, потврди пред неколку дена и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Можеби ќе бидат потребни заради тоа што одредени овој проект е правен уште 2014 година. Тогаш стандардите биле други. Сега се други стандардите и ние мораме да ги пратиме европските стандарди. И затоа можеби ќе треба и некаде и да се дополни. Не можам да ви кажам заради тоа што немам информација. Автопатот Кичев-Охрид се гради повеќе од една деценија. Неговата изградба почна во мај 2014 година. Неколку пати беа пробивани роковите за негово завршување. Последно требаше да биде готов до крајот на 2023. Сега актуелната власт дава ново ветување за пуштање во употреба во 2026 година. Роковите се ги зададовме сами и ќе ги реализираме до почетокот на следната туристичка летна сезона. Ќе го завршиме, тоа е некаде околу 40 километри, автопатот помеѓу влезот на Охрид и некаде селото Врбјани, односно таму каде што почнува пресека, а до крајот на 2026 година ќе се заврши целокупното автопатско решение од Кичево до Охрид. Уште од самиот почеток овој проект го следат бројни скандали, како на пример проектната документација, стара неколку децении, недоволен број на работна сила и нерешени прашања поврзани со експроприацијата. Инаку, она што го карактеризира овој и други кинески заеми е што правилата за нивно добивање важат за пофлексибилни од оние на европските кредитори, стои во анализата со надеж за најдобро, подготвени за најлошо. Дали Република Северна Македонија е ранлива на економски притисок од Народна Република Кина на невладината организација Естима. Условеноста на Кина вклучува практикување на еквидистанца од внатрешните прашања на Кина, заедно со почитувањето на политиката на една Кина. Во тој контекст, македонската влада го прифати кинескиот начин на реализација на големи инфраструктурни проекти и избра кинески изведувач меѓу две однад предизбрани компании преку преговори зад затворени врати. Иако овој модус операнди овозможува спроведувањето да започне брзо по подпишувањето на договорот, исто така доведе до корупцијски скандал на високо ниво. Договорите за заем склучени со кинеската Ексим банка содржат одредби што ги ставаат земјите приматари во инфериорна положба. Според договорите, Кина преку својата политичка банка има право да донесе кинеска работна сила во обем до 49% и кинески градежни материјали во обем до 51% од вредноста на договорот, стои во анализата. Дужива целосно слободување од ДДВ, царина и акцизи, еднострано да го суспендира договорот, да го откаже заемот и да побара итна отплата во широк опсек на околности, да донесе одлука за откажување на неискористените средства или во случаи на претплата или реструктурирање, да ја користи арбитражата на кинеската меѓународна економска и трговска арбитражна комисија во Пекинг, додека применливото законодавство е кинескиот закон што представува голема асиметрија меѓу страните. Кичев-Охрид првично требаше да биде готов во 2019 година и да изнесува 374 милиони евра. Беа подпишани неколку анекси на договорот со Синохидро за продолжување на роковите и позајмица од дополнителни 180 милиони евра, со што досега се стигна до сума од 598 милиони евра. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.